Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме pumpkin and pear tart, односно тарт со тиква и круша. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 300 грама тиква, 90 грама кафеав шеќер, едно јајце, 40 мл незасладена растителна павлака, 25 мл млеко, една лажичка цимет, половина лажичка ѓумбир, една осмина лажичка карамфилче, една четвртина лажичка сол и 3 големи круши. За тестото ќе ви треба 200 грама брашно, 113 грама путер, половина лажичка сол и едно јајце. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано сет тави за пица. Ќе почнеме со печење на тиквата, за подоцна од неа да направиме пире. Исечете ја тиквата и исчистете ја од семките, а потоа печете ја без зачини и масло на температура од 200 степени околу 30 минути или додека да биде доволно мека за во неа да можете да забодете вилушка без никаков отпор. Кога ќе биде готова, оставете ја малку да се излади и со лажица извадете го месото. Ставете го месото од тиквата во блендер и изблендирајте го, а потоа оставете го да се исцеди. Измерете околу 300 грама месо од тиква и потоа ќе му ги додадеме и другите состојки: шеќерот, јајцето, незасладената растителна павлака, па млекото,циметот, карамфилчето и солта. Измешајте ги сите елементи за да се спојат. За да го направиме тестото, со раце ги мешаме брашното и путерот со малку сол. Потоа го ставаме тестото во округлата Делимано тава. Притиснете го тестото по рабовите и уверете се дека има мазна текстура. Излупете ги крушите, пресечете ги на половина и исчистете ги семките. Наредете ги пресечените круши во питата за да добиете полн круг. Внимателно исполнете го просторот околу крушите со пирето од тиква и спремни сме за печење. Печете 40 минути на температура од 180 степени. Извадете го тартот од рерна и почекајте да се излади пред да го сервирате. Зарем не изгледа прекрасно? Овде ви покажавме како да направите пире од тиква. Така можете сами да направите пита со тиква, но можете да направите и мини тартови или пак да го замените пирето од тиква со чоколадо, па да направите тарт со чоколадо и круши. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.